Александра Чуруковска од Битолата. За прв пат не гледате од различен простор. Се наоѓаме во Домот на културата на големата сцена. Марко Цепенков, фала им што не дозволија да снимаме тука. Александра го ловивме пред концерт и после проба. Стигаме во сабота. За мене беше некој нов состав кој или свирите подолго време. Па да, ова е вообичаено пијацола состав, само што за жал немаме гитара во составот, да види комплетен пијацола состав. Вечерва ќе се представиме со аргентинска музика. Што ви фали рече? Гитара. Ајде че го правиме овој муавет после. Ка сега прво сакам да те почестам после прво да те освежам. Фала многу. Поздравиме другарите од Аура. Така. Поздрав. Единствениот ВГ ресторан во Прилеп, а и пошироко не сум слушнала. Дефинитивно одлична храна и супер здрави пијалоци. Баш ми пијаме смути и знам дека битолчани кои ќе дојдете во Прилеп многу сакате да дојдете в кафана. Да. Да. Ама понекогаш ви препорачувам да појдете и во Ауре, ама ќе те прашам зошто битолчани кои ќе дојдете во Прилеп сакате да дојдете в кафана? Искрено се разбира, мислам, не само битолчани, општо веројатно предпоставувам сите граѓани сакаат да дојдат во Прилеп да јадат добро месо. Да. Јас многу сакам да јадам ширден, никогаш не сум јадела до сега во животот. Никогаш не си јадела ширден? Не. Гледаш, тоа ќе ти види уште една причина да дојдеш побрзо. Дефинитивно. Еве, јас пошто и во екипава ни едно 2 недели во глава ширден, ајде денеска, ајде утре, никако да се Па партнерот ми од Прилеп, ама се уште ме нема однесено ширден. Тој е криминал. Тој е криминал. Колку време сте со партнер? Па 6 години прилично. И за 6 години не те однесе се уште на ширден. Ми го срамни. Дискриминација. Не, за фрканција на страна, може сте немале прилика, ама така е. Прва прилика е јас ве канам двајцата на ширден. Фала многу. Ајде да почнеме одавде. Женско. Па да, кај нас е... Обично виолончелото одик со женските. Како се одлучи за контрабас? Искрено, сосема случајно излезе да свирам контрабас. Првично јас од мала сум сакала да свирам на виолина, меѓутоа сплетна околности испадна да не одам да свирам во нижо музичко и кога дојде за запишување во средно, кажав дома јас или ќе да запишам музичко или запишете ме слободно кај сакате, ама јас ќе си поминам така, без да учам, без да се замарам воопшто за школото. Запишете ме музичко или станувам бездомник. Дефинитивно. И како мајка ми беше како немаш никакво искуство со музиката, не си учела до сега како на професионален план музика и така натаму, ама јас бев убедена дека сакам тоа да го правам. И кога ојдов во музичко имаше нели тогаш многу заинтересирани, нашите генерации баш беа по над 100 пријавени, од тие 100 само 30 требаше да влезат во таа година. И виолината ми беше голема желба. Влегов како облигат теоретичар музичко средно, прва година. И имав изборен предмет, инструмент, да си одберам кој инструмент сакам да го свирам. Јас ја одбрав виолината секако. Меѓутоа, за таа возраст беше веќе многу касно да почнам на виолина. Ајде, нижо музичко не те запишете, не. А свиреше некој инструментче така? Не, ништо, само на училиште, нели, основна школа од прво до 8 што сме учеле предмет музичко и тоа беше тоа. Единствениот контакт. Да, и имав исто одев и успеа да се запишеш во средно музичко. Да, и искрено одев приватни часови неколку за клавир, така, ама тој професор, нема да го именувам без разлика, беше толку безнадежен дека јас нема да се пронајдам во музиката, дека нема да успеам, ама ете, упорноста на крајот стварно се исплеќа. Нема врска како се викаш. Да. In your face. Дефинитивно, значи талентот е буквално од
90%, од 100% да речам, 99% е работа, 1% талент, дефинитивно. Се согласувам и има една работа која што, ете, гледаш, стално велам, че се најде нешто заедничко. Да. Јас имав еден момент во основно училиште, кај што двајца од другарите од друштвото одеа во хор и јас сакав да одам. Да. И одам во се ушулјав. Да. Нели видео на страничка. И кој пее фалш? Секогаш има Кој некој. пее фалш? Важда јас сум, не знам. Тебе не ти е местото овде, ако си бил за овде, ќе сум те викнел. Так. И така после следуваше и не запишување, сакав ја да одам во ниžо музичко, мал милион глупости сум сакал и сум ги правил, затоа не ме пушти. И така почнав во прва средна да учам гитара. Да? И така да не сите што ми велеа, дури и домашните, не си за ова, немаш талент и така натаму, окей. Да. Нека ви биде. А иначе јас така во прва почнав облигат теоретичар, со виолина почнав, околу 3-4 месеци и покасно сватив дека стварно е тешко и дека нема да успеам со тоа и како идов кај класната кажам професор ке вака јас не можам да се пронајдам, веќе стварно е многу касно за мене, виолината си бара посветеност од мала возраст и како што сакаш друго да свириш, ќе те префрлиме на друг инструмент. Ти кажа гитара, ама фондот на часови на професорот беше фул и како друго нешто викам, немам друга желба никаква стварно и веќе бев на раб да се откажам од музичката школа, ама во последен момент Илјана класната беше, Снежана, покојна. Спасуваме ситуација. Да, баш. Да, и кај професорот Балјари завршив средна школа, стварно посветен професор. Со заемен влог во нештото продолжив на факултетот за музичка уметност во Скопје, кај професорот Петруш, потоа кај професорот Велко Тодевски. И на крај завршив кај професорот Александар Попхристов, кој воедно и водач во Македонската филхармонија. И еден од најдобрите басисти во... Дефинитивно. И гитаристи. Неверојатен музичар. Значи, ја спасивте ситуацијата воопшто музичката кариера. Да. Ова чудо. Да. Го спаси. Колку си приврзана затоа што жичаните инструменти, тој контакт на метал со кожа ствара некоја сериозна врска со инструмент. Да. Пијаното го нема ни од близко. Други не знам, ама жичаните дефинитивно го имаат сите. Како ти го чувствуваш? Искрено, јас многу се поврзав со мојот инструмент. Мислам, со контрабасот воопшто, ама особено со мојот инструмент. Значи, кај да одам со него. Бојата на звукот, мелодите што може да ги извади, стварно се неопишливи, не знам како да кажам. Значи... Има една анекдота за контрабасистите, особено во почеток на кариера, кој ќе треба да патуваш со автобус, треба да купуваш карти. Дефинитивно, ама искрено не преферирам да патувам со автобуси. Мислам, со автобуси да носам контрабас, во смисла, оти како прво не е окей за инструментот, не е безбеден во такви превозни средства. Обично патувам со сопствена кола и кај да одам, кажувам, ако доаѓам со автобус, да ми изнајмите контрабас. Па, прилично е голем. Да. За транспорт е стварно многу комплицирано, ама за сега се снојам. И име штетно од озборен седото прилично скап инструмент, така не може... Имам ситуација кај што патував со комбе, не со автобус, и кога излегов од комбето во тролата, како ранец, уствари го носев, и ми се скина каишите, и буквално падна позади вака како трупец, да речем. И имаше голема штета, значи таа штета доста кошташе, а не беше покриена од никој, си беше на мој джеб, затоа не преферирам да патувам многу со други превозни средства, освен со мој автомобил. Неверојатни се грижата за инструментите, неверојатни. Да. И затоа и тие не знам дали имаш она гигбек или е тврда кутија? Не е тврда, не. Со сунгер, да.
Ама така со тврда е многу потешко, вокалата нема да го собира. Многу сложена сака работа. внимавање. Затоа една од причините зашто не снимаме во студио не само времето, ајде да не одземаме многу време, затоа што треба и да одмориш измеѓу пробата и концертот. Во Шочи го носиме, треба да изнајмиме посебна кола, да носи до студија. А и чисто сумнам дека ќе го собери во вратата, сега и сме во процес да си ја проширите вратата, значи треба. Кажи ми, вечерва, тоест кога ќе гледат веќе, свиревте веќе, вечер на аргентинска музика. Да. Што преферираш повеќе, тие што се карактерни музики од светот, како аргентинска, шпанска, не знам и така натаму, или класика? Искрено, аз повеќе преферирам класика, оти тоа го учев на факултет и во средно исто. Значи се посветив на класиката буквално, не дека не обожавам или еве не свирам друг стил на музика, жанр, ама Слушнавме и ако одам во Битола. и да, јако одам во Битола, значи И народ. Да. Искрено свирам и друг жанр на музика, ама не се пронаоѓам многу, повеќе се пронаоѓам во класичната музика, особено во оркестарскиот дел. Тоа го работам во Македонска филхармонија. И стварно со љубов си ја работам таа работа. Може некој ќе си помисли дека не сум окей, ама јас едва чекам да одам на работа, искрено. Види, и не знам зашто говорам. И не е толку лесно како што си викат сега, музичарите шопрат ќе одат, ќе си посвират, ќе си подрнкат малце, си се забавуваат и ќе си одат дома. Не е баш толку едноставно, значи се си бара своја посветеност и жртвување, нели? Ама стварно со љубов си ја работам таа работа и Кој ќе излегуваш, на каква музика сакаш да излегуваш? Кој излегувам? Па, обично, нели, нешто рок слушав, ама сега не толку многу. Слушам секаква музика, искрено не ми е проблем, зависи од друштвото многу. Зависи од какво друштво излегувам и тоа најмногу ќе ме определи кај и да одам. Значи не ми пречи воопшто на каква музика одам. Значи немаш важно друштвото да е добро. Друштвото е најбитно во такви случаи. Умилено место за излегување во Битола? Во Битола Камарите ми е така интересно место, Порта Джес исто така. И не знам искрено, Битола многу ретко почнав да излегувам, исто и Скопје не сум многу при излегувањето. Веќе годините си го прават своето, вчера ми беше роден ден и така. Да, вчера кога се слушнавме, Маца ми кажа дека ти е роден ден, ама во меѓувреме ти беше на проба, па после Да. И го изуми, ама сега го немам изумен. И тука заедно со Ема од Урбанира сакаме ти речеме среќен роден ден. Фала многу. Да ти посакаме многу успеси, многу концерти, многу емоции, да ти донеси инструментот на многу сцени ни свето да те прошета. И овој беч се надеваме дека ќе си го ставиш на футролата. Дефинитивно, фала ви многу. Фала ви многу. Мека и може да влезе иглата и да те потсеќа така на едно саботно пладне, кај што со еден прилепчанец кој што се запознав преку Инстаграм и телефон, ќе покани да снимите една емисија и така ќе си ќе видиш, овој кој ме измрзна на сцена во Цепенков. Стварно е ладно, треба да се превземе нешто. Не, ни една сцена не се топли кога нема настани, кога нема настани, сега ние упајѓаме така чисто да го искористиме простор. Да, благодарност многу до Дома на култура, до директорката. Особено. И Даниела исто така. Даниела организаторката. Кој има друг таму со Даниела во канцеларија, се Билјана, Кери, кои се други од дома? Веќе не знам кој е поеден. Како и да е до цел персонал. Цел персонал во Дома на култура. Фала ви многу и вас за честитка. Кој што не чека за да си заклучи да си оди дома, дека снимаме. Па нема да си заклучи, треба да има настан. Да, во секој случај. Љубезни, секој се отворени вратите за
настани. Се надевам дека ќе имате супер концерт. Ова е ви прв концерт во овој состав или? Па не, имавме исто уште еден концерт, меѓутоа само еден член беше друг, Денис Најдовски, клавиристот. Да, со Денис, тој меѓутоа поради оправдани причини тој нема да присуствува, па Тамара колешка да ни излезе во пресред, да. Да. Сега, тој директор има повеќе врски. Да. Ќе те прашува, кај беше првиот концерт? Исто тука во Прилеп, да. Тука? Не знам, кога е? Па тогаш правев уствари неколку солистички концерти, јас за контрабас во Скопје, Прилеп и Битола и исто настапувавме со составот на моите концерти. Така, како ве прифаќа како македонска публика, затоа што реално е чудна комбинација. Ако веруваш искрено, во Прилеп најголема е посетеноста. Барем за моите концерти кои сум ги правила, се надевам и денес дека ќе биде полна салата. Во Прилеп... Дечко ти да не ти уредува. Па сега не знам. Без да знаеш, слушајте, вамо другари, стари вамо. Да иде наполниме сала. Во секој случај тука е супер акустично. Да. Баш и кога пробувавме, ако одам во Битола пред снимање, викам гледа колку полно звучи контрабасот овде. Да. Колку го полни целиот простор. Александра, сакам да ми кажеш за да го разглобиме малце од што го спомнавме за фраканција луѓето, мисля дека вас би е живото песна. Добро. Опиши им само еден ден онака од кога ќе станеш са вале, кога спремаш нова партитура, дур да си легнеш колку време прстите се на жиците. Да. Па во глобала работното време ни почнува во 9:45. Обично одам порано да се расфирам, нели, да бидам расфирена, прстите да можат да ми се движат комодно по контрабасот и така натаму. Почнува пробата, завршуваме во 1:30. Стварно некогаш има програма кај што имам баш за свирење и не е едноставно, баш е комплицирано и тоа си бара посветување, си бара време, од кој ќе ми заврши работното време, ќе останам, ќе вежбам неколку сати, некогаш и викенди. Мислам се дешава истото да морам да се посветам на тоа што следи следниот концерт. Животот песна, некогаш нема ни викенд. Нема, период се работи 7 дена во неделата, затоа што може... А особено и со составот Strings Ladies функционираме добро. Strings Ladies исто е... Марија Јанчулеска колешка за виолина и Милена Марковска виолина исто така. И во овој оркестар и во Strings Ladies. Да. Strings, кажи ми за таа исто многу интересна приказка. Свирите приеми, коктели, свадби. Да. Како се вклопува еден таков настан на свадба баш? Па, искрено се вклопува, ние го свириме приемот на гостите на свадба. А тоа стварно му дава гламурозност на настанот. Мислам, почетокот го краси делото. Добро и крајот, ама почетокот пои. Маца ми кажа дека кога снимавме, баш кога зборувавме за Strings Ladies, не знам дали е во снимено, дали после од кога завршивме, ми спомна дека најатрактивен дел од Strings Ladies си била ти. И стално коче... Па ние во глобала сме сите атрактивни, една без друга не би можеле да функционираме. Се случило неколку пати кај што не си можела да... Да. И прашувале, ама кај контрабас? Да. Па да, има и такви случаеви. Мислам, остава впечатокот е гламазен, нормално, ама тие што разбираат дека не е контрабас, дека е војлончело, ќе праша, да? И ласката малку вака. Па нормално на секој би му ласкало, да. И треба. Да. Затоа што прво нема видена ни една контрабасистка во животот. И ми се случи сега во 2 месеци да видам 2. Да, има. Едната е од Прилеп и втората си Андреја, да. Андреја, која што свири со Зарина. Да. И така и ја видов. Да. Значи нова сцена концертот и ја снимав и Зарина пред неколку дена пред концертот. И сега не го знам составот. И сега на концерт, гледам контрабас, гледам девојка. Да. Искрено да ти кажам,
Средно и бевме и јас и Андреја, сум малце повозрасна од неа. Меѓутоа таа на факултет продолжи на популарна музика, а на смерот популарни жанрови, а јас продолжив на класика, да. И ама после нас некако почна да се разбудва желбата кај останатите и сега има доста женски запишани на факултетот за музичка уметност. Сакаш да ми кажеш дека вие двете сте први контрабасистки? Па да, мислам дека да, сега како што имам разбрано во Скопје, нели, да. Имало обиди, меѓутоа никој не завршил. Ти си во ствари, никоја. јас моментално правам мојот со првата завршена контрабасистка во Македонија. Ова е сериозна чест за мене се оти. Од една страна ми беше стварно за прв пат лето видов, јас не сум малку време на планета Земја, особено во уметноста следам колку што можем и не можем некогаш. Супер е што сте потегнале нога. Да. Зашто па и супер изгледа. Кога ве видам како особено Strings Ladies, и сте многу и стално сте супер дотерани, сте имате сценски костим, што ретко се... И тоа е многу битно. Тоа е многу битно, да. За кај нас за еден таков проект кај што и звучи, а истовремено и визуелно изгледа совршено. Значи тука сте се потрудиле и секоја пофалва за тоа и да продолжите така. И не знам, Маца, дали ја прашав тогаш, и сега тебе ќе те прашам. Добре. Дали планирате да снимите нешто во Strings? Да, тоа го планираме. Нели ние свириме акустично, 3. Ни фали мала позадина и сме во план да го направиме тоа, да снимиме матрици и врз нив да свириме и ние, нормално. Тие да ни држат подлогот и стварно ни фали. Особено кога некој ќе бара, пример за свадбите зборам, кога некој ќе побара и вечера. По друго ќе звучи кога ќе имаме и матрица, ама сме во план да го направиме тоа дефинитивно за следната сезона. Ама и вака многу добро ни оди. И се надевам дека ќе уживат во нашите изведби. А вие лайк, share, subscribe, си знаете како треба. Тоа ако ќе имаме опција и мемберси ќе ни станете. Се гледаме во средна емисија, знам со кого, ама не ви кажем.